Почитувани гледачи, добра вечер. Ова е Визави на програмата на ТВ Канал ВИС, а мој вечерашен гостин е советникот од Левица во Советот на општина Богданци, Михаил Тодоров. Тодоров, добра вечер, добре дојдовте во Визави. Добро вечер, благодарам на поканата. Добро вечер, драги гледачи. Мило ми е што ќе присуствувам и ќе разговараме за локалните теми, тие сите проблеми што не засегаат нас како граѓани и ние советниците како действуваме во таа насока за истите проблеми бидат решени. Тодоров, вие бевте гостин кога имавте намера да бидете дел од Советот на општина Богданци, поточно во тоа пред изборно представување минатата година пред локалните избори. И еве, речиси една година поминува откако сте дел од општинскиот совет. Како гледате денес на одлуката да се биде млад човек, кој што досега предпоставувам не бил нешто особено политички активен, да биде дел од советот на својот ангажман, на својата одлука? Едно ново животно искуство, кое што си носи предизвици, кој не знаеше дека ќе дојдат еден ден, ќе треба да се соочиш со нив и ќе треба да ја носиш и таа тежина. Меѓу другото, оваа функција едноставно, да кажем, функција си носи своја тежина, зашто бидејќи одлучив како млад човек да излезам во пресрет на моите сограѓани пред се, во решавањето на локалните проблеми и самото тоа ти го менува и начинот на живот, зашто бидејќи одеднаш како, да кажем, како слободен граѓанин, еден од многуте, се претвараш од еден кој што ќе биде пред нив и заедно со нив ќе притиска преку оваа функција како советник во општината за решавање на нивните проблеми. Те контактираат ли граѓани со одредени проблеми кои што сакаат да бидат артикулирани на советите на општината и од каков карактер се тие? Реално многу. Многу такви контакти сум остварил со граѓаните, а од каква природа би биле, најразлични се пред се. Дали од недобра услуга на институциите кои што се под општината, образовните, комуналните предпријатија реагираат на одредени мали проблеми, се до проблеми кои што и не зависат од локалната власт или кои што не одлучува советот, меѓутоа тука сме ние заедно да со општинската администрација, со другите советници, со градоначалникот, ако некои проблеми не зависат од нас, да изнајдеме начин да апелираме до централната власт и истите да се решат, што имено и го направивме веќе во 2 наврати. Прилично сте гласни кога станува збор за одредени општински проблеми. Знам често пати дека споделуваш и сечоци од преносот во живо кој што го имате на општинските седници. Како го доживуваат советниците колеги твојот настап? Дали те прифаќаат, дали добронамерно ги прифаќаат критиките? Каква комуникација имате внатре во советот? Каква комуникација? Реално би кажал дека да не сме некои 2-3 советника би завршила седницата на совет за некој си поле час. Зошто? Не се многу будни, не се многу активни останатите советници? Не, воопшто. Жал ми е што сега вака ќе критикувам јавно, меѓутоа реален проблем е тоа што едноставно се случува тие да не знаат ни зошто се дојдени на седница, ни да знаат за што ќе гласаат и за што се дебатира. И во моментот кога се отвора таа расправа на седницата на совет, кога јас критикувам, кога јас зборувам, кога друг ќе се вклучи, гледаат поточно зашто ние разговараме и почнуваат да размислуваат. На што е ова резултат? На тоа што луѓето не се од своји побуди
вистински вклучени во советите, туку заради тоа што партиите прават некоја селекција на советници, или едноставно апатично е општеството па и советниците? Ја би рекол една работа. Во поголемиве партии во Македонија, за да успееш како политичар, да кажем, треба да си подобен. Едно е да си подобен, едно е да си способен. Најчесто способните кадри се истиснати, затоа што тие имаат интегритет, како личности, и се водат од своји морали. А како е кај вас во Левица? Кога имаше превирање пред неколку години во партијата и таму имаше обвинување дека не се дава можност на... Како е сега ситуацијата? Па сега ситуацијата, гледана од моја перспектива, при координација со сите советници на државно ниво, реално ние се водиме според програмата. Значи, во тој момент Левица при превирањата беше многу мала партија, реално, за разлика од сега, кој што енормно расте и престигна и дуи во рейтинг. Се водиме од програмските начала, од тоа што сме го ветиле, и од таму нема отстапување. Значи, тоа што програмата за локално ниво беше оставена да ја креираат кандидатите за советници и кандидатите за градоначалници, заедно во дослух со потребите на народот. И тука нема простор за превирање, нема едноставно тоа што е пишено, тоа што си го напишал, тоа што се води кон идеологијата на партијата, тоа и го работиш. Од тоа нема. Да. Имате една година од прилика од кога си дел од Советот. Колку од предлозите кои што ги имаш и кои што ги наметнуваш во Советот поминале, како гледаш на она што си успеал да го протнеш, да се избориш како советник? Има ли простор воопшто за еден советник, кога станува збор кој не е од големите политички партии, двете доминантни, да се слушат неговите предлози, неговите сугестии? Па има, реално, има начин, не, како да кажам, некој ќе кажа... можеби? Не, некој ќе кажат 1 од 11, не можеш ништо да смениш. Најчесто не, да кажеме, некој 50% од ситуациите. Меѓутоа, кога се разговара за битни теми, кога ќе се ангажираш квалитетно околу таа тема да ја изработиш, прво и основно е политичкиот притисок пред јавноста. Доколку прашањето е од јавно значење и доколку се обзнани пред јавноста, самата јавност ќе направи притисок за да другите советници од другите политички партии не донесат погрешна одлука. Ќе бидат во дослух со потребите на народот и граѓаните. Беше доста гласен за проблемот со покривот во основното училиште. Што се случи? Па еве... Дали притисокот вроди со плод? Да, таму моментално... Таму стануваше збор, да ги подсетиме граѓаните само за што стануваше збор. Вака, значи, станува збор за комплетна реконструкција на кровот на училиштето Петар Мусев, каде што финансиер на истиот проект е Министерството за образование. Општината нема надлежности во тој дел, меѓутоа е донесен според последните сознанија, целосно проектот е погрешен, затоа што во општина Богданци не е прикладен рамен кров од поновиве варијанти и се уште протекува за жал, иако чини 12 милиони денари, мислам, ако не се лажам. И моментално сме на вештачење. Имаше силни притисоци, правеше притисок, моментално споделуваше во јавноста од седниците на Советот. Што се случува во моментот? Во моментот е вештачење. Зошто протекува при реконструиран нов кров? Има постапка за вештачење, според мои последни информации, се уште не е завршено и најверојатно одговорните за изградба и надзор ќе одговараат зашто е тоа така. Ќе има пенали, не предпоставувам? Па ќе има пенали. Вие го следите случајот за да може да реагирате? Реално на последната седница на Совет не дојде директорот на училиштето, на Петар Мусев. Не знам зошто, дали исплашен од оваа тема дека ќе биде повторно испрашуван. Напротив,
отпрати дел од луѓе од службите, што не знаеа да одговорат. Добро, и директорот генерално нема вина туку, едноставно треба да се насочат критиките и кон изведувачот, кон кој што ги зел парите да направи добар кров. Каде ја гледате вината во училиштето, дека треба да се поажурни во гонење на виновниците за ваквата изведба? Па, реално сега им се преземени сите неопходни мерки кои што ги имаат во своја надлежност. Значи, покрената е постапка за вештачење, зошто е потврлено буквално во овој, што тоа е во овој проект грешно. И мислам дека, знаеш, старите велат на криво насадено, никогаш не се исправа. Така и оваа работа, значи од почетокот е направена грешката. И најверојатно, како и секоја грешка и во животот се плаќа два пати, доколку не учиш. Многу реагиравте и за регионалниот пат Богданци-Гевгелија. Во моментов има најавена одредена реконструкција. Зошто, пред се да кажеме на граѓаните од југоистокот, зошто овој пат е толку од витално значење за Богданци, за самата општина? Регионалниот пат R109 е рак на општина Богданци. Значи, најголемиот проблем зошто Богданци заостанува со развојот, за разлика од Гевгелија, е токму овој регионален пат. И кога ќе видите дека не станува збор за локален, туку за регионален пат кој поврзува два гранични премини, тоест граничниот премин Богородица со граничниот премин Дојран, ќе видите колкава е неговата значајност во развојот. Што можем... Прво и основно, граѓаните трпат штети на своите автомобили. Втора работа, кој инвеститор ќе дојде да инвестира кој ќе види таква патна инфраструктура? Нормално никој. Трета работа, организиравме протест. Протестот јас сум задоволен како помина, покрај сите притисоци, и најверојатно истиот вроди со плод, за да денес, еве оваа недела, делот обиколница Богданци, што е втора фаза од проектот за реконструкција на R109, биеќе поделен на 3 фази. Еве сега оваа недела треба да се отпочне со реконструкција. Зашто станува збор? Баш тоа што преска го кажав, значи притисокот е јавен, секогаш ги забрзува работите. И тоа е улогата, еден вид на опозицијата, секогаш да врши притисок од позиција на опозиција кон власта, за власта да реагира и да ги решава проблемите. И мислам дека има најави дека и овој дел ќе се реконструира сега после реконструкцијата на обиколницата. Така да се надевам дека во најбрзо време ќе се реши овој проблем и не е битно ни кој протестирал, ни кој го изградил. Битно е развојот на општеството и олеснување на секојдневното движење на граѓаните од мојот крај. Каква е ситуацијата во Богданци во моментот кога завршува една светска здравствена, а веќе е во тек на големо енергетска, економска, па и безбедносна криза? Ситуацијата во општина Богданци, како мала општина и сиромашна општина која не располага со финансиски средства кои може да ги расфрла, е алармантна. Комуналното предпријатие, според мои проценки, веќе декември, јануари ќе отиде во загуба повеќе од 3 милиони денари, што не беше случај до првото полугодие годинава, каде што оствари позитивна нула, мислам плюс 100.000. За разлика од минатата година, кога не беше во време на криза и кога забележи загуба истото. Меѓутоа со интервенција во управните одбори, со поголема контрола, со притисок кон тогашниот директор, сега веќе поранешен, бидејќи не можеше да го издржи притисокот човекот,
за своето неефективно и неефикасно работење и раководење на истата институција. Вроди со плод, но кризава не наметна нови прашања, нови проблеми и нови прашања, што реално имплицираат на поголеми загуби и не знам како ќе обстојат буквално јавните комунални предпријатија не само во Богданци, туку во цела држава, цела така, држава. Имаше и апели од комуналните предпријатија на ниво на државата дека не можат да се носат со трошоците во моментот. А како е со училиштата? Ке има ли грејење во богданските училишта? Па најверојатно на крајот на денот се ќе скратиме, грејење за децата мора да има. Тоа е ставот во моментов на да, советите кога ги па, тоа е мој став и мислам дека и сите се сложуваат со тоа дека нема да се градат тротоари, дека нема да се градат паркови, нема да се градат улици, напротив ќе се обезбедат прво и основно парични средства за На што се греат основните училишта во Богданци, на дрва се повеќето? Во основното училиште Стојаково е на нафтени деривати и во Богданци исто, сите се на нафтени Имат ли деривати. набавено веќе некој Па за почеток на грејната сезона? Има минатата година и вишоци кои што ги пренасочивме уште минатата година исто како залихи за оваа година, нели, не знаејќи дека вакво време не очекува, меѓутоа најбитно од се е да се обезбедат прво основните услови за да се извршува наставата. Основните услови се знаат за да работи училиштето, градинката и сите овие институции се потребните се електричната енергија, затоплувањето, водата и нормално. За овие прашања има ли консензус во Советот? Имате разбирање? Да, далеку. Знаете кои се приоритетите на општината сите? Па, на еден начин, ние никогаш во одредени случаи, да, има некои превирања помеѓу ВМРО и СДСМ и едниве сакаат да кочат некои работи што едноставно не смееш да си дозволиш да ги кочиш. Зошто? За да добиеш политички поени. Значи, некако не сваќаат дека од моментот кога биле номинирани од советници како партија, од советници како од партија, треба од тоа веќе да заминат кога ќе влезат во Советот, заради тоа што во Советот се советници на граѓаните на општина Богданци, не се советници на својата политичка партија и своите политички интереси. Јас барем така ги гледам работите, значи дајте да се надпреваруваме со подобри политики, со подобри проекти, со алармирање на проблемите. Да не ги кочиме добрите работи. Во каква ситуација е ѓавото во моментов, хидросистемот, кој што еден месец работеше само за полнење на езерото Палјурци и во моментов пак е застаната работата? Затоа што те прашам, затоа што работат од таму луѓе од Богданци и ова најверојатно на долг рок ќе имплицира и со нови невработени. Станува збор за еден огромен хидросистем. Има ли нови обвинувања дека се распаѓа хидросистемот, дека се крадат деловите, затоа што тоа беа зборови на вработени од хидросистемот? Вака, хидросистемот, ѓавото Дојранско езеро, како и да го кажеме, менувано му е името повеќе пати, е во добра состојба, е извршена реконструкција, мали поправки на истиот и беше вклучен, се со цел да се интервенира при ненастанување на еколошка катастрофа на езерото Палјорци, но некои 15 денови. Моментално состојбата на Палјорци е очајна. Очајна, баш сега поминав од таму и тоа е застрашувачко. Меѓутоа, овие 15 денови, сакам да напоменам дека при активирање на истиот хидросистем потрошија 500.000 евра за електрична енергија. И тоа не е моментално држливо решение
при вакви цени на електричната енергија. Едноставно се е резултат на немање на стратегија. Се е резултат на немање на стратегија и на немање на приоритети. А што со палјурци? Дали, иако браната не е под надлежност на општината, но граѓаните се засегнати, особено земјоделците кои што преку лето, но и онака штета е да се остави да биде една ваква еколошка катастрофа за езерото во кое што многумина и рибарат и едноставно не речи си е недозволиво да пред наши очи да загине палјурци, но тоа се случува. Какви реакции може да се преземат и до водостопанство и до Министерство за животна средина? Реално нам не треба под број 1, тоа и сакав да го напоменам, поголема децентрализација. Зошто? Бидејќи не може една вештачка брана, купалјорци или езеро, како и да го кажеме, да зависи од водостопанство, да зависи од Министерство за животна средина, да зависи од Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство, да зависи од влада. Зошто? И плюс општината да реагира кон сите овие институции. Колку е испреплетено тоа и колку не може да се најде начин за да тоа профункционира како што треба. Значи, сите овие институции само да ги координираш, кон решавање на еден проблем ти треба време. Јас предложив една иницијатива, предлог одлука да донесеме за креирање на стратегија во договор со надлежните институции за долгорочно решавање на истиот проблем. Со што може да се реагира? Кои беа вашите предлози? Реално иницијативата се однесуваше на договор со Министерството за животна средина, но тој договор да биде долгорочен. Значи, тука да се обврзе Министерството за животна средина да реагира кога е потребно, да се остават парични средства на лагер, со што би се користели тие истите за полнење на езерото Палјорци. Бидејќи оваа година, еве сега моментално нема вода за наводнување. Немаат земјоделците вода за наводнување. Веќе еден месец и кога се полнеше тие 15 денови почнаа со рестрикции. 3 дена има, 4 дена има, 3 дена нема, 4 дена нема. Како систематски да правиме се за да уништиме просперитет и разум. Што може да се направи? Не знам, граѓански собири, протести, имате ли намера некако да го свртите вниманието кон палјорци или ќе се молиме на хидролошките услови да бидат поволни? Тука е проблемот. Овие што го користат, под број 1, има многу загуби. Уште при самото полнење има 1 мал милион диви приклучоци. Нерегулирани приклучоци? Точно, нерегулирани приклучоци. Како да ви кажем, Хуаречиново, буквално. И покрај тоа, покрај при самото полнење и фирмиве што земјоделскиве здруженија што стопанисуваат со испораката на водата кон земјиштето, земјоделските земјишта, исто така и таму имаме многу голема злоупотреба. И кога еден полни, втор продава, трет троши, четврт одговара, проблемот останува. Не може еден да го полни со државни средства, друг да го празни и да профитира врз основа на тоа. И тоа кога сака профитира, кога не може, не профитира, тогаш кога не може, земјоделецот умира. Реална работа е истиот систем, според моје мислење, да се даде во владение на комунална чистота Богданци. Зошто? Дека има предпријатието капацитет со оглед на сите други претходни финансиски потешкоти што ги има во функционирањето. Реално ќе има, видете вака сега, и комуналното предпријатие има исти пумпи на ѓавото
вода за пиење, за испумпување на вода за пиење. Само малку подолу е хидросистемот Ѓавото. За Дојранско езеро и за Палјорци што може да се користи да се испумпува вода. Хидросистемот Ѓавото испумпува квалитетна вода за пиење. Една од најквалитетните води за пиење. Ние со таква вода го полниме Дојран и Палјорци. Не го полниме со некоја техничка вода и неквалитетна вода. И што наместо да ги оптимизираме, наместо да кажеме хидросистемот да биде пумпата на комуналното предпријатие, бидејќи има огромен капацитет. Имаше предлог, сега ќе ве прекинам, имаше предлог од градоначалникот на Дојран, двете општини да стопанисуваат со хидросистемот Ѓавото. Дали според вас ова е прифатливо и реално одржливо? Може ли да биде сорационално, затоа што хидросистемот поради концесијата на Дојранското езеро за малата хидроцентрала испумпуваше вода над потребните количини? Точно. Дали сметате дека сорационално користење во вакви услови може да биде одржливо? Па и една мегаопштинска соработка со општина Дојран, мислам дека нема да биде лошо решение. Напротив, бидејќи двете општини сме засегнати во овој дел со овој проблем и би било решение, но таму би се ќе видиме каков ќе биде договорот. Прво и основно, зошто на Дојран му е премногу потребна таа вода, за разлика од Богданци, кој што не може да ставиме исто значење на Палјорци и на Дојранско езеро. И мислам дека едно такво решение би било добро, знаејќи дека истото предпријатие се наоѓа во Богданци, мислам дека треба да е на Богданци, мислам дека не треба да делиме, па од таму натаму Дојран ќе се договори со нас како општина, ќе видиме кои услови ќе се постават за да истата вода ја добива, зашто реално Дојран и треба да си има некоја такса за езерото, како туристичка такса, се со цел да си ги покрива овие трошоци кои што водат до полнење на Дојранското езеро. Добро, меѓутоа сепак се уште хидросистемот е под државна контрола, така што малку се пак, како што рековме, испреплетени ингеренциите. Тодоров, каква зима не очекува во Богданци, во југоистокот? Веќе можеби планиравте во Советот кратење на некои непродуктивни трошоци? Па не, мислам дека на крајот на месецов ќе имаме ребаланс на буџет и ќе видиме. Ќе треба да планирате и за следна година, кое што? Реализацијата во првото полугодие или првите 6 месеци на капиталните расходи е 11%. Што не очекувам дека ќе се зголеми и до крајот на година, тоа е катастрофално. Каква зима не очекува? Па оваа зима е резултат на минатите 30 години. Да, но тоа не можеме да префрлиме на државата се што се случува и во светот. Тука да расчистиме, да нема забуна на граѓаните. Да, не е забуна ова. Значи, прв и основен адот за независност на Македонија е енергетската независност. Ако знаете. Од енергетски независна држава до 2001, од електрична енергија независна. До 2001 година ние сме независни, ние не сме увозници на електрична енергија, ние сме извозници до тој момент. И целосно ги покриваме сите потреби. Освен ветерниот парк Богданци, кој што годинава на овие цени на струја си ја исплати својата инвестиција, буквално се исплати комплетно оваа година, само со оваа година ветерниот Богданци е веќе инвестиција која е исплатена. Иако 4 години од 2015 е со овој капацитет, значи некои 7 години веќе остваруваше
приходи. Тоа е во ред. Зимата Енергетската криза е само еден сегмент од целата криза која што се случува во општеството. Тоа ми беше муаветот дека не смееме да ги збунуваме граѓаните, дека државите само виновни се затоа што нема доволно инвестиции во развој и во обнова на капацитети за производство на електрична енергија. Меѓутоа, што можеме да научиме и што може да предложиме, не знам, енергетски независни општини? Дали малите општини како Богданци имаат перспектива и размислуваат во таа насока? Вака, прва работа која што ја разговаравме уште пролетта, пред да се раскинат договорите за снабдување со електрична енергија на крајот на мај месец и тие убави цени од 3,5-4,5 денари по киловат час, беше замена на јавното осветлување. Се со цел заштеда. И видете сега тука, касно ја донесевме таа одлука, според моје мислење, градоначалникот закасни, зашто ние во март разговаравме, а одлуката се најде во првата недела на јуни на седница, каде што јас бев обвинет од политичките противници, дека сум се продал. Замислете, јас се продадов, наместо 27.000 киловат часа да потрошува јавното осветлување, да троши 7.000. Да ја намалиме сметката за електрична енергија некој 4 пати, да е помалку. За тоа се продадов, чисто да им одговорам, во однос на... Бидејќи ќе останевме без јавно осветлување. Веќе имавме рестрикции на одредени улици, има рестрикции во цела Македонија и ќе си останевме без јавно осветлување, зашто сметките од 100.000 станале 600.000. Друга работа за енергетски независни општини, поднесовме иницијатива, како советниците низ цела Македонија на левица, за формирање на јавни предпријатија за производство и продажба на електрична енергија, кои ќе бидат под капа на општината. Што значи тоа? Тоа значи поставување на фотонапонски панели на сите згради, училишта, спортски сали, културни домови, кои што се во собственост на општината. Со тоа да ги задоволиме дневните потреби на овие институции, со една таква капитална инвестиција која што допрва ќе си ги носи плодовите од своето постоење. Но тоа требаше да го веќе да ни е во реализација. Не може да биде, затоа што проектите траат премногу долго. Ви една година имате физибилити студии. Да, баш така е поднесено. Прво да се изработи физибилити студија, а потоа да се видат придобивките кои се и дали ги има, 100% сум уверен. Ако инвестира приватниот сектор во тоа, ги има. Точка. Потоа да се формира и истото јавно предпријатие. Ако треба да се подигне кредит, нека се подигне кредит. Ако треба да се барат грантови, нека се барат грантови, но ова да се заврши. Ова требаш. Ова е предложено и за жал. Одлично. На комисија за финансирање и буџет не дојде никој. И не помина на комисија за финансирање и буџет. И сега треба повторно да се договарам со нив, бидејќи тие се грижат. Знаете, се грижат за граѓаните само за време на избори. На комисија да не дојдеш во општина, повторно ќе го поднесам, зашто по некоја среќа сум председател на истата комисија и повторно ќе го поднесам и ќе досадувам, се со цел да се изработи тоа. Да се изработи еднаш, бидејќи Гевгелија усвои, општина Центар усвои, Неготина усвои, веќе ги работат физибилити студиите, а Кавадарци е 4 милениумски години пред сите и има инсталирано скоро на секој кров. И воопшто не се соочува со таква мака, со оваа криза, Кавадарци, бидејќи си ги завршила работите како општина на време. Тоа е од нас решението. Јас уште минатата година на крајот на месец декември, при критикување на извештајот од комунална чистота, му реков на директорот, овој што го сменивме, към директора, вие сте размислувале ли како да ги намалите трошоците? И сразмерно ви се зголемуваат приходите,
со расходите. Значи никако, ако треба, ако знаеш да работиш, треба да се зголемат приходите, а да ги намалуваш расходите. Викам од мене решение, почнете со рециклирање на отпад. Истиот може да го продавате. Поставете фотоволтаици на пумпите за испумпување. Не се случува преку ноќ сепак да бидеме реални. Но тогаш да донесовме одлука во јануари. До мај ќе изработеа урбанистички план. Ќе поднесеа проект, ќе ги истера сите работи паралелно. Урбанистичките планови се една од најголемите проблеми за развојот на општините, затоа што не се носат редовно и нема доволно урбанистички планови за детални урбанистички планови за развој на општините, така што очигледно дека проблемот на малите општини е многу покомплексен од она што мислиме дека е, дека решенијата всушност лежат не само во ингеренција, туку и во повеќе средства кои што им се потребни на општините. Што сакате до крајот на мандатот да успеете во како заокружување на разговорот како советник кој што е еден, но предпоставувам вреден да се разбие поларизацијата партиска во советите, да издействувате и да оставите зад себе по 4 години кои што би поминале? Вака, едни од најбитните работи кои што моментално сакам да се завршат до крајот на мандатот како советник, се и овие последни 3 иницијативи кои што ги поднесов, а тоа се обезбедување на матични лекари во помалите места, селата, бидејќи немаме матичен лекар во ниедно село во општина Богданци. И во Богданци имаме, мислам, само 2, што е реален проблем. Сакам тоа да го решиме под број 1. Значи, здравјето е пред се. Тоа е примарно здравство, тоа мора да му биде достапно на секого. Втора работа која што сакам да ја направиме е ослободување на износот на партиципација за градинките што ги го плаќаат за децата. Ослободување на децата до одредена социјална категорија. Трета работа е решавање на проблемот со палерци. Исто поднесена иницијатива и треба да се постапува. Четврта работа е формирање на итна брза медицинска итна помош оделение во Богданци. Ние функционираме со 2 амбулантни возила на итна медицинска помош од Гевгелија. Со тие 2 амбулантни возила се покрива Гевгелија, Богданци и Дојран. Од Дојран до Миравци е 70 километри. Ако отиде во Дојран едното, во другото ќе нема. Тоа да го решиме. Ова со плюс-минус некоја улица што ќе ја направиме, реално од 100 и 200 метри, не е некоја голем работа. Ние ги имаме, овие основните проблеми ги имаме. Градинката во Стојаково ни пропаѓа. 30% од проценти од просторот кој што го располага работи. Само тој дел е некако зачуван, реновиран. И не добиваме средства да ја реновираме. И ни пропаѓа таков капитален проект, направен од Југославија, пропаѓа во Македонија. Не може и да го држуваме. Тоа да го решиме и ќе бидам среќен ако се заврши реконструкцијата на регионалниот пат R109 комплетно, со што ќе отпочнеме некоја економска иницијатива за поголеми инвестиции во општина Богданци, поголем развој и со тоа подобар стандард на граѓаните. Тодоров, ти благодарам за гостувањето во Визави. Се надевам дека дел од твоите иницијативи не само што ќе бидат прифатени, туку ќе најдат и соодветен одговор и реализација, па да имаме во следниот разговор можност да зборуваме за нивниот успешен исход. Па се надевам дека, мислам дека и дел од нив ќе ги усвоиме и ќе ги реализираме, ќе направам се, знам јас како тоа треба, и се надевам дека наредниот пат ќе споделиме многу повеќе позитивни отколку негативни да се надеваме дека ќе биде така. Да, и ви благодарам многу на поканата. Во секое време. Вам, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието со кое што ја следевте оваа емисија. Останете со програмата на Канал Виз.